Не постои ништо поупорно од политички лилипутанци со толку голема желба да влезат во светот на джиновите. Ем чкртнати од едните, ем без шанса да влезат во тефтерот на другите, наместо да ја свиткаат опашката. Тие се силат со својата непостоечка моќ. Ние ги периме рацете. Ние рака подадовме. Ако ја пукнете, раката ќе пукнете вие. Повикот за обединување во овој момент завршува. Очекуваме за кратко време или да започнеме конкретни акции во оваа насока, или секој трнува по својот пат. Патот има две насоки, па дилемата е кој каде ќе фати. Нервозата ја предизвикува стеснитиот избор, па е тешко да се определи на која страна да се повлече. На она каде се фактите или таму каде што е фикцијата. Немојте децата да си ги праќате као Ванковска да студираат на западни земји во Канада, кој е производ или на Европа. Пуштајте ги сите во Кина. Вие сакате да вклюкате по европската цивилизација, по европските вредности, а во исто време децата да ви заработуваат, да ви живеат, да ви се образуваат во системи кои се европски. Богдачо. Зачувај Боже и состојбата во градското собрание. Таму и онака се е препуштено само на неговата добра волја, па дури и чувањето. А стравот од тоа што му се прави на собствениот град, изгледа почнува да си го зема својот данок. Има ли овде обезбедување за Советот и председателот на Совет? Сакам да го видам. Повеќе пријатели, веќе 2 години ми советуваат да си донесам приватно обезбедување затоа што понекогаш мојата безбедност овдека е загрозена. А проблеми со обезбедувањето, ама на пари за општината. Има градоначалникот на Карпош. За да стаса до нив подготвен да му ги подари своите устни, веројатно на образот на секој пратеник, па дури и на оној најомразениот. Да ми се јави Тончи, тој Стевче имаме за тебе 70, 100, 110 милиона, што викат Кумановци ќе го цуну. Ако сакате да се бацувате со Тони Аревски, јавете му се. Слободно јавете се, бацувајте се, тоа не е ништо страшно. Колега Маријан, немам потреба да го барам Тони Јаревски да го целивам. Затоа што не обезбеди пари, да имаше паричка ќе го бацувам. Сосема и известно дека Бакнеш добил не стариот од Джаферовци, ама не за пари, туку братски и од кејф. Оти кој друг може да излезе на телевизија и да се пофали дека во фамилијата има генијалец. Постариот брат зборува за братот, најмалиот. И која е неговата емоција? Како он го доживува братот? Како го доживувате вие братот? Најубав, И сега најубав, најпаметен, најумен Анштајн. Поинтелигентен. Па добре да е поинтелигентен. А сте го мереле коефициентот на Па добре да интелигенција? нема потреба да мерам коефициентите сега. Други институции се тие што мерат коефициент. И на крајот, единствената мерка за интелигенцијата на политичарите, за жал, се само гласовите. А за нив битката е голема. Искуството ме научи дека веќе ќе верувам и ќе дадам глас на тој што има дела зад себе. Не ветување. Имате некој пример? Па ја тргнувам од собствениот пример, Зоки. Кога комплексите и егото се толку големи, гласот не се дава секому, освен нели на најдобриот. А политичарите се себични. Тие секогаш си гласаат само за себе.